Повеќе од половина град треба да се гасифицира до крајот на 2017 година. Проекциите на јавното гасоводно предпријатие Струмица газ се дека во текот на годината ќе се доизградат уште 15 нови километри мрежа, со што ќе се опфати повеќе од половина Струмица. Иначе, јас очекувам со овие некои си 15 километри кога би ги завршиле и овие 25 што ги има направено, тоа е веќе 40 километри гасоводна мрежа. Тоа веќе ќе биде доста голем дел од градот, кажи речи, опфатен, и ако ставиме во проценти, тоа веќе некаде 65% од градот би бил гасифициран. Сега, градот е жива материја, тој ќе се шири, ќе се надградува. Меѓутоа, ние тоа го имаме предвидено со тие првите 12 километри, што се, тие се со голем капацитет, тие се како прстен околу градот и во главните трансферзали што одлегуваат во градот, главните булевари, како да кажам. Тие имаат капацитет доста голем и многу лесно можеме да покриваме во иднина, само од нив треба да вадиме паралелно по локалните улици. Дел од мрежата треба да излезе и надвор од градот, до првите населени места. Иако за динамиката на ширење според Китанов ќе биде важна и финансиската моќ на луѓето, особено на градинарите кои ќе треба да се финансираат приклучок до нивните оранжерии. Согласно буџетот за оваа година имаме добиено предвидено добра количина на средства да можеме да градиме, и нашите предвидувања се дека ќе изградиме некаде околу 15 километра гасоводна мрежа, со тоа што некои си 3 до 4 километра секако би биле до првите пластеници и индустријски зони што се околу градот, како што е и зона Сачево, пластениците во Куклиш, па позадини веќе се прави, како што знам, зоната во Свидовица, исто овде се Дабиле, Порсениково, значи до првите пластеници. Тамо е полесно за работа, бидејќи тамо е чист терен. Во моментов со газ во Струмица се снабдуваат околу 300 домаќинства. Според раководството на предпријатието, динамиката на приклучување е задоволителна, а бројот на нови приклучоци расте најмногу во есенскиот период пред самиот старт на грејната сезона.